Владата на Република Македонија во насока на поддршка на локалниот економски развој ги стави во функција повеќе касарни во градовите во Република Македонија. Јас сум денес во Струмичката касарна, каде што исто така како поддршка од владата за градот Струмица за развој на општината и на подобар живот за граѓаните, овозможивме да се продадат неколку објекти во рамките на касарната. До сега се продадени повеќе објекти со кои што општина Струмица доби практично приходи од околу 3 милиони евра и истовремено се овозможи да се градат стамбени објекти, трговски центри и слично. Значи апелираме општината побрзо да ги заврши ДУП-от и останатите подготовки за да може и останатиот дел од касарната да се стави во функција и на тој начин владата директно поддржува локален економски развој со цел и општината да има повеќе приходи за реализација на други проекти за доброто на граѓаните, а исто така и да овој голем простор кој што е на убаво место да биде ставен во функција со цел, значи како што реков, да се зголеми бројот на изградени станови, да може луѓето да си купат стан, да може бизнисмените да купат деловен простор и слично, сето она што е значајно за градот Струмица. Вице-премиер, во програмата имате еден проект за самообработување и за намалување на сиромаштијата. Може ли да не кажете како ќе се одвива и кои ефекти очекувате да се постигнат? Ние сме многу фокусирани на невработеноста како еден основен проблем, социјален и економски проблем во Република Македонија и со економскиот раст што го очекуваме во следните години, сметам дека значително ќе се намали невработеноста во следниот период, значи до стапка која што е пониска од 25%. Тоа ќе се направи на два начини. Прво, преку повисоки инвестиции, ние создаваме услови тие инвестиции да се случат и од домашните инвеститори и од странските инвеститори, а инвестициите отвараат работни места, така да очекувам дека со мерките што ги овозможивме за фирмите за да можат да купат земјиште, да отворат нови погони, да може да инвестираат во тие погони, ќе им требаат и работници, нормално е на тој начин да има значајно зголемување на вработеноста. Исто така со субвенциите во земјоделството многу помагаме да се голем број на луѓе да преку земјоделството остваруваат доволно приходи за живот и на тој начин да се намали невработеноста. И се разбира, како активни политики на вработување, владата ќе продолжи со мерките за самовработување, со кои што даваме по 3000 евра за граѓаните да отворат собствен бизнис и тука очекуваме околу 7000 работни места да се отворат преку мерката за самовработување. Државата има издвоено пари во буџетот и за оваа година и за следните години ќе издвојуваме, значи по вкупно околу 12 милиони евра ќе во 4-годишниот период ќе бидат наменети за мерката за самовработување и очекувам на тој начин голем број на граѓани да отворат собствен дуќан, да направат собствена фарма, мала пилјара или сето она што тие сметаат дека можат да го работат со цел да за себе и за собственото семејство го решат екзистенцијалното прашање. Дали сте запознати до каде е проектот за центарот за деца со посебни потреби токму дека во касарната? Тој проект е предвиден во нашата програма, напишан е и има конкретно институции и рок што се задолжени, така да ќе се реализира, затоа и го ставивме во програмата. Господин Ставриски, што би рекле на синокешните обвинувања дека во Струмица моментно има 50 тимови на инспекции кои што ги тресат струмичките откупувачи? Дали е тоа точно и зошто баш токму сега во ова време, пред избори? Во секое време државните институции треба да се работат својата работа и како и општината што работи во овој период, така и државните институции работат. Секој што работи согласно законот нема причина да биде загрешен.